се концентрираме. Внимаваме што зборувам. Значи имаме номинален раст предвиден од 4% на просечната плата, ако се одземе инфлацијата од 1,8 која што е проектирана, тогаш доаѓаме до 1,7 доаѓаме од реален пораст од 2,3. Знаете колку е далеко 11%? Па барем 5 пати од тоа повеќе. Честно е да кажете, луѓе, сгрешивме, ја утнавме работава, ве излажавме. Честно е да кажете. Инаку, знаете зашто расте во текстилната индустрија? Поради две големи странски инвестиции. Джонсон Контрол, кој што се изгради во Струмица, и уште една друга странска, турски инвеститор. Ради тоа, а знаете во кожарската зашто растат? Погледнете продуктивноста во кожарската. Таа паѓа, опаѓа производството. Првиот начин за да пораснат платите во текстилната индустрија поради тие две странски инвестиции, кои што го зголемија обемот на своето производство, а во кожарската најдовте рецепт како побрзо да ги банкротирате луѓе. И тоа ќе се случи многу скоро. Верувате ми, исто како што на Тевдовски му велев за 2017 нема да ти порасне 2,6. Па нема да ти порасне 1,6 ако си околу 0, да бидеме сите задоволни. И тој вака мафташе со главата, ама на крај излезе 0. Еве, јас ви кажувам сега што ќе ви се случи. Грешка сте во тоа што вие прво сами себе се убедувате во тоа што го зборувате и после го споделувате со сите во јавност. Апсолутно не се точни податоците кои што ја кажувате. Значи, тргна Македонија од минус 1,3% раст. Последниот квартал го завршивме со 1,2%. Апсолутно. Заробена држава, после политичка криза. Тие беа стартните основи на оваа влада. Да не заборавиме. Денеска имаме тренд на пораст на платите. Статистика го покажува тоа. Перформансот на порастот излегува буквално во сите јавни податоци. И тоа така ќе се случува. И ако не верувате, ќе почекате до 2019 до крајот и ќе видите дека ќе има просечна плата од 30.000 денари во Македонија. Тоа е достижен податок. Достижен е со сите политики кои што оваа влада ќе ги прави и ќе ја постигне таа цел. Зборувавме за просечната плата, освен тоа ваши главни критики се и 100.000 денари за докторите, 15% поврат на ДДВ, 600 километри автопати. Еве, премиерот вели брзо очекувате да се случи тоа, зашто им треба 4 години. Зошто? Ја верувам во тоа што е објавено на страницата на Министерството за финанси. Вие верувате на тоа? Како не верувам? Па ја ова што ја кажав таму напишано. Таму е објавено. Ја таму го симнав, еве го запишав, се подготвував, не, вие се подготвувавте ли за дебата денес? Ваквите податоци апсолутно не ја покажуваат целта која што ја заклучувате дека не може да се постигне. Аха, добро. Добро. Еве не ја покажувале. Во ред. Довршете се одговорот. Господине Заев, 0% е растот во 2017 година. Го проектиравте на 2,6 со ребалансот, па потоа таму негде крајот на ноември на 1,6 го нивелиравте, иако цел свет ви велеше и Светска банка и ММФ и јас дека нема да го постигнете. Но нормално, нели, вие како што впрочем и вечерва настапувате, верувате во тоа што ви кажуваат или во тоа што сакате да верувате, ама не е така, ви излезе 0%. Еве верувајте и сега, еве не мора мене да ми верувате. Верувајте и на Светска банка и на ММФ кои што за жал се скептици дека и 3,2 ќе биде 2018-та. Едните го намалија на 2,8, другите го намалија на 2,2. Дај Боже да биде 3,2. Еве, јас ви велам вака. Ништо не правете, оставете ги бизнисмените, сами ќе си ја дигнат економијата на 3,2. Ништо вие да не правите. Оставете ги, самите ги си. Тоа е правило. Инаку, 1,2% во последниот квартал, во услови кога целиот свет бележи па малтане и двоцифрени бројки на раст на бруто домашниот производ, поготово збориме за развиените земји. Во Европа имаме ренесанса во економијата, Унгарија, Бугарија, еве велите, Словенија, појдете по 5, по 6% раст на бруто домашниот производ, Бевка Орбан, страм ми беше да го погледам во очи човеков, вика 5% растеме, вие како сте? 0, викам, како сме? Одам кај Бојко исто, вика 4% растеме, вие како 0, гледам доле, веднам глава, не знам што да му кажам. Тоа е суштината, господине Заев. Не е сега Заев, ке ви речат Тевдовски или Петко Трајко, не е така вака, овојте лажеше, не. Еве, погледајте ги показателите, самиот тој си ги пообјавил на неговата страна, веб страна, макроекономски показатели се вика Excel документ. Капиталните инвестиции ги спомнавте, 7,5%, милиарда и 800 милиони. Велите лани, заробена држава, држава со политичка криза, како што вие милувате да кажете, еве,
хаос владеел во државата, 5,5 милиарди денари. 25% капитални инвестиции. Ке зборуваме Така за расте капиталните економија, не инвестиции. со 7,5. А знаете зашто? Што немате проекти. Тоа е Имате лошото. минута? Да имате проекти, нема да е 7,5. Мицковски, ве молам. Требало да му кажете и на Орбан каква власт имало претходно за да се постигнат таквите резултати. Македонија беше заробена држава. Тоа го кажуваат и самите, тоа го потврдија сите извештаи. И не затекнавме проекти. Затекнавме вака искривоколчени како кичево Охрид, кој што до ден денеска не можеме да го решиме. Работевме на проекти цела зима и има. Мицковски, ке Не знам имате кој го можност. направил тој не проект. знаем. Должност беше ваша како власт. Да го средите проектот, тоа е обврска на државата, а не да трчате по провизиите. Тоа беше вашата филозофија. Само пусти провизии и пусти пари. Ништо друго. Требало да им кажете од што тргнала Македонија. И при тоа не можете да бидете против она кое што значи дигање на Македонија од дното на кое што беше оставено. На дно беше оставена Македонија. Заради тоа што се што ви интересираше од проекти беа провизиите. Продолжуваме честно и резултатите ќе ги постигнеме. Посветени сме комплетно на економијата. Не можете да бидете за се против. Зошто сте против просечната плата во Македонија од 500 евра или, еве, минималната плата? Па поздравете ја. Имавме храброст, ја донесовме. 12.000 денари и направи пораст на платите во Македонија. Кажете, некој пат е нешто и добро што е направено. Може не ги дава резултатите кои што ти Заев си ги очекувал, но минималната плата што е покачена во државата, тоа е во полза на интересите на работниците. Не може да бидете против само. Ма ние сме во различна емисија. Пред малку кажав, дај Боже да дојде до 300, ама за да дојде до 500, за да дојде до тоа треба ова да се случи. Тие се причинско-последични работи. Тоа не е седнале Зоран и Христијани си играат сега шах или табла. Ова се бројки, за бројките да се исполнат, треба да се испотите. За да се исполнат тие бројки, треба да имате проекти, треба да работите. Ја ви кажувам дека не може да се исполнат ако работите со оваа динамика. Треба малку повеќе да работите, малку повеќе проекти да реализирате за да можете да ги исполните. Никој не го рече спротивното за прошлата власт. Ќе кажам еден податок. 10 години, 180.000 работни места. 18.000 креирајте вие, јас ќе бидам пресекан. 18.000. Од 38 на 22% невработеност. Просек на раст на GDP во услови на светска криза, во услови на должничка криза, 2,3%. Во услови на реформска влада и ренесанса на политичката сцена во Македонија, 0. Реализацијата на капиталните проекти стои вака, од предвидените 400 милиони евра потрошени 30 милиони или 7,4% од парите. Тоа се податоците со кои што јас располагам. Како ќе се остварат проектираните стапки на раст со ваква реализација на капитални инвестиции? Македонија немаше проекти. Потрошивме периодот на крајот на 2017, зимскиот период, на создавање на проекти. 800 километра патишта почнаа да се градат во Македонија. 270 милиони евра алоциравме пари овде. Дополнително, првата фаза на железничката пруга, која што беше буквално застаната, изгубена 1,5 година, со вкупна вредност од некои си, не знам, 120 милиони евра, не само што ја стартиравме, сега почнува и втората фаза, со вкупна вредност од 140 милиони евра, каде што има и 70 милиони евра грант. Третата фаза веќе ја отвараме, со вкупна вредност од 350 милиони евра и 60 милиони евра грант зедовме од Европската унија. Гасификацијата, која што, за жал, последните години, ВМРО ДПМН ја почне, ја продолжуваме. Тука се најголемите капитални инвестиции на државата. Но немаше ни еден проект за училиште, немаше за детски градинки проекти. Создававме проекти сега. Сите овие 110 милиони сега што ги алоцираме во канализации, во водоводи. За само канализации и водоводи имаме 100 милиони евра вредни проекти, готови. Готови главни проекти за подземната инфраструктура. За детски градинки имаме 14 милиони евра готови проекти и тие стартуваат. За училиште имаме повеќе од 35 милиони евра проекти и стартуваат. Но ги пишувавме, ги создававме во целиот овој зимски период. Немате проекти како да тргнете. Сега тендерските постапки се отпочнати, транспарентно ги споделуваме насекаде, резултатите ќе дојдат во капиталните инвестиции. Само тоа е проблемот со капиталните инвестиции. Но при тоа не можеме да не го потврдиме фактот дека во ТИР зоните во моментот има подпишано, односно договорено, а ќе бидат допотпишени вкупно колку што беа странски инвестиции во ТИР зоните за 11 години. Една година и 11 години. Значи, резултати има. И при тоа 250 милиони евра беа потрошени. Народни пари за привлекување на тие странски инвестиции. Сега нема ниту едно евро.
резултатите покажуваат дека Македонија може да обезбеди доволно